Во последните 8 месеци Dacia представи дури 3 нови модели. Последниот е моделот Jogger, кога го тестиравме на неговата светска премиера пред неколку месеци во Франција. И тогаш изразив желба Jogger да го возам во Македонија. И таа желба ми се исполни неполни 2 месеци по посакувањето. Повторно сум со Jogger, модел кој обединува дури 3 каросерии во едно. Како што гледате, неговата контура е караванска, но поради издигнатоста од подлогата делува и како кросовер. Таа линија продолжува и до задниот дел кој е типично каравански. Се гледа дека во изгледот и во дизајнот е направено многу. Погледнете ги само како се решени светлата. Нека ми извинат швеѓаните, но многу личи на XC60. Должината поголема од 4,5 метри овозможи да се формира доволно простор и во внатрешноста. На задните седишта имате доволно простор во сите смерови. На задниот дел, посебно на стоп светлата, мене Joggerот ме подсетуваше на Volvo, но гледам цитати од Volvo и во внатрешноста. Пред се тоа е на потпирачите на главите, на предните, но и на задните. Што се однесува до модуларноста на просторот, Dacia може да понуди многу, бидејќи основа е гепекот од 720 литри, а задната клупа е делива и таа може да отвори еден поинаков хоризонт во внатрешноста. На возачкото и со патничкото седиште Dacia формира еден интересен простор. Да, материјалите се дискутабилни. Тоа е тврда пластика, но се потрудиле румунците да направат некои емотивни решенија, како што е вметнувањето на текстилот на централната конзола и формата на дифузорите за воздух, кои се и алудираат на новиот знак на компанијата. Што се однесува до дигитализацијата во кабината, таа е направена на едно повторно рационално ниво. Dacia овозможува да се поврзе паметниот телефон со внатрешноста, но доколку сакате да ги користите подобрите апликации, само тогаш ќе можете телефонот да го поврзете и да ви функционира заедно со домашниот екран. Во едноставната внатрешност нема што многу да се објаснува. Се е подредено на функционалноста. А што се однесува до динамиката, ќе се обидеме да го извадиме максимумот од Jogger. И тргаме со возењето. За жал, не се случува она што може да го посекувате, но далеку од тоа дека е разочарувачко. Испод хаубата е сместен 3-цилиндарски 1-литрен турбо-бензински мотор кој развива 110 коњски сили. Тој е впарен со 6-степен мануелен менувач и првенствена негова функција е економичноста и непреченото движење. Што е и случај, бидејќи овој мотор е скроен да пружи солидна перформанса, да потегне ако треба, но негов императив е економичноста. Иако има на хартија мала кубатура и мала сила, сепак Jogger многу добро се снаоѓа во динамичките задачи. Овој автомобил не е скроен да одите на трка, туку да ги исполни пред се вашите потреби за просторност и лесно префрлање на семејството, но и на погабаритни предмети. Па сходно на тоа, не можете од него да очекувате секавични забрзувања, ниту пак извонредни крајни брзини. Подпирањето е стокмено да одговори на потребите на семејниот транспорт, значи да биде удобно и да добро ги абсорбира нерамнините на патот, што е случај со подпирањето на Jogger.
кога се вози малку поагресивно, се чувствува дека джогер нема баш најдиректно управување, но направено е тоа да може да ви пружи јасна представа за положбата на возилото. Доколку барате возило кое ќе биде од оваа конотација, а ќе има далеку подинамични возни својства, ќе морате да брцнете во својот джеп многу подлабоко. Рационалната концепираност на джогер просто фасцинира. Во внатрешноста ја има задржано ергономијата, ги има задржано сите неопходни функции за модерен автомобил, но доколку барате и згора дополнителна опрема, тогаш барајте ја во друга компанија. Dacia со својот модел покажува дека моноволуменците или па кросоверите или многонаменските возила можат да пружат возни својства кои се далеку од критика. Напротив, спрема функцијата и ориентацијата на моделот джогер, Dacia направи сосема добра работа. Джогер не е перфектен автомобил. Од него не барајте спортско управување, од него не барајте спортски манири, но сето останато можете слободно да го побарате. И на крај доаѓа секогаш заклучокот, а тој нема да биде лесно да се донесе за Dacia Jogger. Овој модел покажува дека румонците знаат да направат не само рационален, туку и помалку емотивен дизајн. Доколку имате потреба од многу простор и имате спортско активен живот, тогаш Dacia Jogger е за вас. Доколку би ме прашале дали би го возел без никаков комплекс овој автомобил, би рекол да, но би почекал да дојде новиот знак на Dacia кој е предвиден некаде кон втората половина на оваа година. Dacia Jogger не е перфектен автомобил, но за 20.000 евра во својата DC Extreme Line Dacia покажува дека со своите производи не е само рационален, туку полека и сигурно станува и емотивен бренд. Тоа беше се што подготвивме во ова издание на Автомагазин. Ви благодарам на вниманието и се гледаме за 7 дена. Пријатно!